Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Големиот шпански и светски поет Хусто Хорхе Падрон допатува во Радовиш на 46-тото издание на традиционалните Караманови поетски средби, каде што во петокот вечерта на 22 ноември на отворањето на манифестацијата му беше врачена главната награда. И ту palabra para hacer nuevamente esta pasión, este hombre que se llama Macedonia. Во знак на признание и уважување за целокупното негово дело, како и за неговата книжевна дејност во рамките на афирмацијата на македонската книжевност во Шпанија и во светот, а пред се за неговата огромна љубов кон Македонија. Советот на манифестацијата Европската награда за поезија Ацо Караманов му ја доделува на големиот шпански и светски поет Хусто Хорхе Падрон. Гласеше образложението на Советот, кој беше поздравено со бурен аплауз од присутните во Радовишкиот центар за култура Ацо Караманов. Со многу емоции Падрон ја прими наградата, а пред тоа со солзи во очите прочита и своја песна посветена на Македонија. Хусто Хорхе Падрон ги има добиено речиси сите големи светски поетски признанија. Неговите дела се преведувани на 44 јазици во светот, а во 1990 година го доби златниот венец на Струшките вечери на поезијата, дописен член на МАНУЕ, почесен доктор на Скопскиот универзитет и почесен граѓанин на Струга. Годинашните 46 Караманови средби за отворени ги прогласи градоначалникот на Радовиш Герасим Конзулов. Секој град во Европа и светот има своји символи, своји идеали кои што ги изразделуваат и минатото и сегашност. Но и стремежот кон иднината. Ацо Караманов, почитувани несомнено, е нашиот европски символ на креативноста и на младите генерации. Во таа смисла, почитувани, хроноскопот на Карамановите поетски средби бележи дека годинава Карамановите средби бележат 46 години, но 52 години од првите Караманови средби одржани во далечната 1967 година. Тоа несомнено многу зборува за длабоката традиција на оваа значајна меѓународна книжевна манифестација во Македонија. Овој фестивал, заедно со Тациновите средби, се вреднува веднаш по Струшките вечери на поезијата. Господ се завежда и стана два пати Господ. Имења нежни се јавува неговите устни, Скопје, Прилеп, Наум, Охрид, Струга. За да на крајот рекне Господ во поетовата песна: во тебе Охрид и Струга би сакал да се преопретам. Вечерва возлюбеници на речта, дождот на животот, дождот на поезијата не ороси. Вечерва собирот ни е голем, поводот грандиозен, западот монументален. Хусто Хорхе Падрон, што мочите ги склопам, ги досегам звездите јас, ги рече поетот. Склопете ги очите, вдишете ја длабоко поезијата на Падрон. Меѓу звездите сме вечерва удостоеници, ние, нека за навек. На отварањето на манифестацијата во Центарот за култура Ацо Караманов беше отворена изложба на слики од Ниче Василев, а во чест на 1000-годишнината на градот Радовиш, хорот и оркестарот Про Артс под диригентство на Сашо Татарчевски имаше праизведба на кантатата Радовидение, за која музиката ја напиша Стојан Стојков, а стиховите Борче Панов. Карамановите средби траја 3 дена. Освен Европската награда што ја доби Падрон, беа доделени уште 2 награди. Балканска награда за поезија Ацо Караманов, што ја доби хрватскиот поет Валерио Орлич за поетската книга Обележувам звезди, и наградата Караманов за најдобра книга од македонски автор, што годинава ја доби Даниела Андоновска-Трајковска за книгата Електронска крв. Имаше и поетски портрет на истакнатиот македонски поет Раде Силјан, како и омаж за големиот македонски поет Матеја Матевски, а манифестацијата заврши во неделата вечерта со поетско читање и средба со младите радовешки поети на поетите гости на манифестацијата од Хрватска, Србија, Црна Гора, Монголија, Полска, Турција и Бугарија. Со наградата која што му ја доделивме
на големиот поет. Карамановите поетски средби стануваат една манифестација која што стреми кон европските вредности, кон светските вредности, а со тоа од една страна со афирмација на големи светски поети, а од друга страна афирмација и на творештвото и ликот и делото на Ацо Караманов, но и на македонските писатели. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk